Јас продолжувам со кој знае веќе која сабота поред со нашата тема за троангелската порака. Ја обработуваме третата ангелска вест. Се сеќавате дека заклучивме и видовме, го идентификувавме и првиот звер во 13 глава Откровение и вториот звер во 13 глава Откровение. Сега имаме за задача да видиме, да проговориме малку за иконата на зверот. Значи, ќе отвориме во Откровение 13 глава и ќе читаме од 11 стих па до крајот на главата, да го видиме повторно ова сценарио кој што допрва ќе треба да се одигрува, да се случува на планетата Земја. Со исклучок на 11 стих, кој што веќе го обработивме и видовме подигањето на таа голема нација на Соединетите Американски држави и незината улога во последните настани во историјата на оваа земја. Почитаме и видов друг звер како излегува од земјата и имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Минатиот пат видовме таа двојна личност на овој звер. Значи има рогови како на јагне, а од друга страна зборува како змев. Ќе видиме баш и денеска што значи всушност изразот зборуваше како змев. 12 стих: и тој ја вршеше власта на првиот звер пред него и направи земјата и незините жители да му се поклонуваат на првиот звер, чија смртна рана беше залечена. И правеше големи чуда, така што и оган сипнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави пред зверот, велејки им на жителите на земјата да направат лик на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И му беше дадено да вдахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот на зверот. И направи сите, и мали и големи, богати и сиромашни, слободни робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото, и никој да не може ниту да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака, името на зверот или бројот на неговото име. Тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, зашто е број на човек, а неговиот број е 666. Овде има многу што да се зборува, меѓутоа дека се задржиме на ликот на зверот. Че гледаме дека овој втор звер, односно Соединетите Американски држави, ќе направат имидж, лик, икона на зверот, на првиот звер. Што значи икона? Што значи лик? Што е икона? Еве, ние барем во православниот свет овде во кој што живееме. Добро, во ред, тоа е слика. Тоа е слика. Лик, слика. Значи, просто би можеле да кажеме дека овој вториот звер ќе стане, ќе биде слика и прилика, како што велиме, на првиот звер. Тоа во суштина ќе биде. И сега, како што и минатиот пат го истакнав тоа и денеска ќе кажам, на мнозина не им е верно вакво нешто. Соединетите Американски држави во една таква улога, значи да бидат слика и прилика на првиот звер, на папскиот Рим, и тоа на папскиот Рим во на раздоби од 1260 години. Целиот тој среден, мрачен век, како што нарекуваме. Дали е можно такво едно сценарио? Па, може би не е можно за оние кои што не читаат Библија и не ја разбираат, или не ја веруваат, едноставно кажано, меѓутоа ние кои што ја проучуваме, ја читаме Библијата и овие работи ни се кристално јасни дека такво сценарио е можно и те како можно, всушност така и ќе биде, така вели Библијата, така вели Божјата реч во овој пасос што го прочитавме. Сега да видиме во 11 стих. Имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. Што значи зборуваше како змев? Што е змевот во Откровение? 12 глава Откровение. За оваа цел ќе прочитаме сега овој дел од Откровение, 12 глава, од 1 па некаде до 9 стих. И се покажа голем знак во небото, жена облечена со
сонце и месечина под незините нозе, а на незината глава круна од 12 звезди. И беше бремена и викаше од породилни болки и маки. И се покажа друг знак на небото, ете голем црвен змев, со 7 глави и 10 рогови. Истиот змев, кој што е спомнат во 17 глава. А на неговите глави 7 круни, и неговата опашка повлече третина од небесните звезди и ги фрли на земјата. И змевот стоеше пред жената која требаше да роди, за да и го проголта детето кога ќе се роди. И роди машко дете, син, кој ќе им биде на сите народи пастир со железно жезло. И незиното дете беше однесено при Бога и при неговиот престол. А жената избега во пустината кај што имаше место што Бог и го приготви, за да ја нахрана таму 1260 денови. И настана војна на небото. Михаило со своите ангели, значи овој, не мора да читам овој дел, само сакам да го потицира 9 стих, кој што е одговор на тоа кој е овој змев. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана. Значи, подолу малку неколку стиха ни дават одговор кој е овој змев. Тоа е ѓаволот. Ѓаволот е тој кој е ова дете? Која е оваа жена која што треба да го породи дете? Кој е детето? Пастир со железен жезол. И Исус. Ѓаволот, уште на почетокот сакаше да го уништи Исуса, Спасителот, меѓутоа преку кого? Преку своји инструменти на земјата. Тогаш преку Ирод. Тогаш преку римската власт. Подоцна, кога истиот тој ѓавол ја гони Божјата црква, а што е жената всушност, на кој начин ја гони? На кој начин го спроведува тоа прогонство? Да, намера, откако не успеал ѓаволот да го уништи Спасителот, па тогаш удрил на неговата црква. На кој начин? Тогаш преку папскиот Рим, сите тие 1260 години. Значи, можеме слободно да кажеме, кога се вели дека зборуваше како змев, можеме да кажеме дека ке зборува како ѓаволот или ке зборува како Рим. Папски Рим, пагански Рим, како сака. Во времето кога навистина владееше со таа железна чизма, да кажам, со таа железна сила, како што е опишен во на пророштво на кипот, че оној долен дел нозете од железо. Значи, ке зборува како папскиот Рим. Овој втор звер. И ке направи лик на зверот и дури ќе ги присили сите, и големи, и мали, и слободни, и робови, и богати, и сиромашни, вели текстот, да му се поклонат, да се поклонат на таа икона на зверот, на тој лик на зверот, и ако не се поклонат, ќе бидат убиени. На што ја подсеќа оваа слика од Откровение 13 глава? На кој настано Стариот Завет? Добро, на кој настано Стариот Завет? Данијел 3 глава. Каков кип и кој гради кип таму и кого присилува да се поклонат на тој кип. Значи, Вавилонскиот цар Навуходоносор изгради златен кип и побарал да се живо, сите што се, меѓу целиот народ и еврејските момчиња, заедно со Данијел, да се поклонат на овој кип. И сега, пред да навлеземе овде во 3 глава од Данијел, а и 6 глава, ќе видиме од 6 глава оној случај со Дарий, кој го фрла Данијел во лауската јама, ќе ги видиме всушност оние две клаузули или делови од првиот амандман на Американскиот устав, кршење всушност на тие две клаузули од првиот амандман. Затоа ќе читам во големата борба, да се подсетиме на овој цитат кој што од неодамна го цитирав. Слушнете, значи, Конгресот не смее да издаде закон, рековме, таа нација се подигнала со по Божја промисла.
Едно од Божите промисли било да биде спасен Божиот народ, да има уточиште на некој начин, бегајќи од мечот на папскиот Рим во Европа. И неговите основачи, како што е овде цитатот, со голем труд, вложили голем труд да спречат повторно спој на држава и црква, како што било случајот во Европа. И сега внимавајте, вели во првиот амандман, Конгресот не смее да издаде закон со кој се воспоставува некоја религија или се забранува слободно исповедање на која и да е религија. Соединетите американски држави се уште, значи таму може да уживате и верска слобода, и граѓанска слобода. Но, сега да видиме случајот во Данијел 3 глава. Навуходоносор го имаме како цар, значи световен владетел. Што барал и што направил Навуходоносор со тоа што побарал да сите клекнат и му служат сушност на кипот. Преносно на тој начин, поклонувајќи му се на него, на светскиот владетел во тоа време. Што побарал? Така. Значи, во секој случај тој ги преминал своите овластувања како световен владетел. Значи, сега само правам паралела со она што денеска би можело да се случи, односно ќе се случи, со она во Данијел 3 глава. Значи, световен владетел, како денеска што имате примерна влада председател, председател како најголема мок и сила што има во Соединетите американски држави, многу повеќе од премиерот, че они имаат свое уредување. Навуходоносор ги преминал тие своје овластување и тој всушност воспоставува нова религија. Тоа е кршење, значи, на тој амандман, значи, кој што го читавме, Конгресот не смее да издаде закон со кој се воспоставува некоја религија. Овде Навуходоносор воспоставува религија. И бара да сите се клањаат, служат онака како што тој сака. Тоа било случај и со средниот век. Како барала католичката црква, така требало да му се служи на Господа, никако поинако. Ако не, ти лета главата. Во случајов на пржење во печката. Значи, да се разбереме, Данијел бил добар граѓанин во вавилонското општество. Зарем не е така? Почитуван. Но сега му се наметнува религија. Сега му се наметнува начин на служење, спротивно од неговото убедување. Тој му служи само на еден и единствен жив Бог. И сега во 6 глава, во Данијел 6 глава, кога ја имаме Медо-Персија на власт и Дари, царот Дари, знаете како го изиграле оние негови службеници, сатрапи, прочелници, како што вели овде текстот, да воспостави закон, според кој 30 дена сите треба да му се молат. Еве да прочитаме само еден дел од 6 глава. Тогаш прочелниците од 4 стих, читам од 6 глава, тогаш прочелниците и сатрапите почна да бараат повод, нешто околу државната управа, заради што би можеле да го обвинат Данијел. Но не успеале тука да најдат ништо, значи кажавме, тој бил добар граѓанин, како што секоја држава и денеска би посакала, но не може да најдат ништо такво на него, ништо заради што би можеле да го прекорат, зашто беше верен, немаше во него ни негрижа ни покрешка. Тогаш тие луѓе рекоа, не ќе најдеме никаков повод против Данијел, освен да најдеме нешто против него во законот на неговиот Бог. Сега се мешаат. Овде имаме мешање како во 3 глава, Данијел, така и тука мешање во првата плоча од законот, каде што рековме неколку пати дека државната власт не смее да се меша. Тогаш прочелниците сатрапите навалија на царот и му рекоа: о цару, дари жив да бидеш довека. Сите прочелници на царството, предстојниците и сатрапите, советници и наместници се сложија во тоа дека царот треба да издаде наредба и забрана секој оној кој во рок од 30 денови ќе упати молба, значи молитва, било до кој Бог или човек, освен до тебе, о цару, ќе биде фрлен во лаоска јама.
И Дарий пристанал на тоа. И така Даниел завршил во Вавилската јама. Затоа што тој признал само еден Бог. И што гледаме овде? Овде немаме воспоставување на нова религија, меѓутоа го има оној втор дел од амандманот. Да го прочитам пак. Или се забранува слободно исповедање на која и да е религија. Во случајов на Даниела му се забранува да му служи на Господа онака како што тој се чувствува. Че религијска слобода, верска слобода, му се забранува. Значи, кршење повторно на тие основни принципи на кои што е изникната и на кои што е изградена таа нација, силна нација, Соединетите американски држави. Сега, интересно е што и двата цара во случајов, и Навуходоносор и Дарий, не научиле лекција од сето ова, од Даниел пред се, од Господа, всушност, преку манифестирајќи својата сила, преку Даниел и 4 момчиња, одnosno 3. Во 3 глава ќе читаме, ќе се враќаме за момент во 3 глава на Даниел и читаме 28 и 29 стих. Како реагира Навуходоносор, откако Господ ќе ги избави од печката еврејските момчиња. 28 и 29 стих. Навуходоносор викна: благословен да е Седрховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог, кој го испрати својот ангел и ги избави своите слуги, оние кои што се надеваат во него, да не и се покорија на царската наредба, туку побргу му ги предадува своите тела на огнот, отколку да му служат или да му се поклонуваат на друг, освен на својот Бог. И сега внимавајте, 29 стих. И така наредувам, о народи, племиња и јазици, секој од вас, кој би го похулил Седрховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог, ќе биде раскинат на делове, неговата куќа ќе биде претворена во гноиште, зашто нема Бог кој би можел да спаси како овој. Дали му чини оваа наредба сега на Навуходоносор? Дали научил некоја лекција? Можете ли вие да издадете наредба како некој да му служи на Господа? Ова е повторно кршење на таа верска слобода. Че не научил некоја баш многу лекција, иако знаеме подосна дека има едно прекрасно искуство со Господа и ќе го признае Господа на крајот. Но гледаме овде дека не научил лекција, а да видиме Дарий во Даниел 6 глава 25 и 26 стих. Значи во вториот случај што го споменавме, 25 и 26 стих од Даниел 6 глава. Тогаш царот Дарий им напише на сите племиња, народи и јазици што живеат по сета земја, значи откако Господ ќе го избави Даниел во Вавилската јама, овој пишува, значи, писмо до сите народи и јазици што живеат по сета земја, да изобилувате со мир. Еве наредбата што ја донесувам. И овој дава наредба. Дарий наредува и вели: во сето мое царство луѓето нека се бојат и нека треперат пред Даниеловиот Бог. Тој е жив Бог, тој останува довека, неговото царство нема да пропадне, неговата власт и нема крај. Да, гледаме дека тој го признава живиот единствениот Бог, меѓутоа, дали е во ред ова, како постапува Дарий? Дава наредба да сите му се покоруваат само на тој Бог. Повторно кршење на таа верска слобода. Че не научиле многу Дарий и Навуходоносор од она што значи верска слобода и слобода на совест, да секој му служи на Господа онакако што тој смета дека е во ред. На тие начелно, на тие принципи изградена таа нација, Соединетите американски држави. И сега како? На кој начин ќе изгради икона? На кој начин ќе заличи, односно ќе биде слика и прилика на првиот звер? Токму со рушење на овие начела. Да се подсетиме само накратко низ историјата. Исус е тој кој што ги разделил црквата и државата. Затоа вели во стикот кој што го спомнавме: тоа што треба на царот, тоа што треба на Бога. Исто така постапували неговите следбеници, апостолите. Никаде не забележуваме во дела апостолски дека апостолите можеби се служеле со силата на државата, наметнувајќи им го со сила Евангелието на луѓето. Не, напротив, туку имале проблеми и биле гонити од јудејците, кои што се служеле со силата на Рим, прогонувајќи ги
значи христијаните. И тогаш стапува на сцена оној мал рок или папството, кој што прави спој на држава и црква. И имате како резултат проgonство. Потоа Господ ги подига Соединетите американски држави како прибежиште на верните Христови следбеници, за да можат да имаат, да најдат спас едноставно од мечот на папството, но сега тие Соединените американски држави всушност ќе тргнат по патот на папството. Ќе направат лик или икона на првиот звер. Повторно, значи, ќе дојде до спој на државата и црквата. И тоа е всушност иконата на зверот. Иако некој може да се сомневи, да вели дека такво нешто не може да се случи, меѓутоа сите показатели велат дека тоа веќе се случува. Се зацелува, и тоа силно се зацелува смртната рана на првиот звер, и се гради таа икона на зверот. Само што тоа се уште не го гледаме во полна сила. Пророштото тоа го вели и ние немаме причина да не веруваме. Да ве прашам сега, мислам дека и кај нас е исто, меѓутоа, знаете, една власт се состои од три дела, три вида на власт имате во една држава, денеска, значи во една демократска држава. Може тоа демократски под наводници малку да го ставиме. Значи имаме законодавна власт, извршна власт и судска власт. Така и во Америка. Која од овие три власти е најмокната, што мислите? Законодавна, извршна и судска власт. Еве ќе ви давам пример. Мислам дека имаше одскоро, лани, кога, дека законодавната власт која е? Нели имате парламент, денеска собрание, законодавна власт, значи ги носи законите. Ги носат законите, тие закони треба да бидат потврдени. Да речеме, ако некој обжали некој закон во собрание, каде го носат на разгледување тој закон? Во суд, уставен. Дали е уставен законот или не е? За да потоа го превземе законот извршната власт, нели па да се изврши тоа на дело. И ако судот реши дека тоа е неуставен закон, ништо не бива од законот. Која има тогаш главната улога? Судската власт. Или спротивно сценарио, ако се донесе неуставен закон и некој го обжали тој закон пред уставен суд, дека е неуставен, а судот реши дека е уставен. Дали е можно и такво сценарио? И ќе помине. Кај на све се може, а во Соединетите американски држави уште повеќе. Значи, судската власт има таа најголема моќ. И внимавајте сега што се случува. Не само што Америка е преплавена од католици, од оздола, од Латинска Америка. Но уште лани или полани се слушна вест. Тоа е можеби само една вест која што ќе протече. Меѓутоа тука има многу компоненти кои што добро се склопуваат за да Соединетите американски држави го исполнат во целост пророштвото 13 глава. Нивниот врховен суд се состои од председател и 8 членови на судот. Моментално 5 од тие 8 се католици. И знаете, католик како католик, прво е одан на црквата, па потоа на државата. Така ги учат, мислам, така функционираат тие. Прво е одан на црквата, потоа на државата. Сега замислите си само какви се сценарија се може. Кога не 5, може би 6 ќе бидат утре или доволно се и 5, за да се донесе некоја одлука, да се укине или да се донесе закон. И не само судот, прашање. Значи, ние, може би, воопшто не ги забележуваме тие работи, меѓутоа сценарието си се одигрува онака како што е запишено во Библијата, не може да биде појде. То пророштски се исполни. И сега да читаме кога и како, под кои услови би се исполнило пророштвото. Големата борба ни кажува, ќе прочитаме неколку цитати.
Еве едниот, за да можат Соединетите држави да му направат икона на зверот, црковната власт мора во голема мера да ја контролира граѓанската власт. Со што црквата ќе може да ја употреби државната власт за постигнување на своите цели. Ако еден католик му е повеќе одан на црквата, отколку на државата, тогаш зарем не може да се искористи црквата преку влијанието на тие судии да наметне некои своји цели, односно закони со кои што би ги постигнало своите цели. Токму тоа се чека. Значи, црковната власт мора во голема мера да ја контролира граѓанската власт за да се оформи таа иконата на зверот. Или, како што сликовито Библијата ни го прикажува, како зверот, односно жената го јава зверот во 17 глава. Црквата ја контролира државната власт. Еве друг цитат. Рим се стреми да ја зацврсти својата сила за да ја поврати својата загубена власт. Или во превод Рим се стреми да се ја зацели раната. Која власт ја изгуби Рим? Таа државна власт. Го изгуби мечот, односно беше поразен, односно ранет токму со мечот на државната власт. Соединетите држави нека го усвојат принципот според кој црквата може да ја контролира државата. Верските прописи да се наметнуваат од страна на граѓанските закони, накратко авторитетот на црквата и државата нека имаат власт на совеста и победата на Рим во оваа земја ќе биде осигурана. Уште еден цитат. Кога водечките цркви во Соединетите држави ќе постигнат согласност во точките на науката, што им се заеднички, и кога ќе почнат да влијаат врз државата, да ги наметне нивните прописи и да ги поддржи нивните установи, тогаш протестантска Америка ќе стане икона на римската свештеничка власт. А неизбежна последица на тоа ќе биде наметнување на граѓански казни за оние кои што веруваат поинаку. Или еве, иконата на зверот, одговор на прашањето што е икона на зверот, еве, ако сакате, го представува оној облик на отпаднатиот протестантизам, што ќе се развие кога протестантските цркви ќе бараат помош од државата принудно да ја наметнат својата наука. Значи, следи сценарио каде што отпаднатиот протестантизам, заедно со католицизмот и спиритизмот, сето тоа заедно, ќе завладее со Соединетите американски држави и ќе може да носи своји закони преку државните власти и да наметнува начин на служење на Бога. Се повтори сликата од Данијела 3 глава. Значи, тие две начала на кои што е изградена Америка ќе се срушат. Тој прв амандман ќе падне и ќе се повтори средниот век. И што ќе биде со нас? Да, 583 страна. Оние што ја почитуваат библиската сабота ќе бидат обвинети како непријатели на законот и редот. Како луѓе што ги уриваат моралните огради на општеството, замислите си. Се дојдеме в ситуација да бидеме ние луѓе кои што ги уриваме моралните огради на општеството. Това е жалосно, ако не било смешно. Како луѓе што ги уриваат моралните огради на општеството, како причина за анархијата и расипаноста, како суштество што навлекуваат на земјата Божји судови. Нивното совесно држање на Божиот закон ќе се прогласи како упорност, тврдоглавост и презирање на власт. Тие ќе бидат обвинети дека не ги почитуваат властите. Проповедниците што ја негираат задолжителноста на божествениот закон ќе проповедаат од проповедална задолжноста да се слушаат граѓанските власти како од Бога одредени.
ќе потенцираат на римјаните. 13 ли глава или 14 беше. Да, меѓутоа, нели, таму вели дека секоја власт е од Бога, меѓутоа, до кога треба да ги почитуваме властите? Има граница. Границата доека не се косат неизините закони со Божиот закон. Значи, ако некој пред се треба да биде одан и верен на Бога, потоа нормално и на државата, меѓутоа се доека не се косат законите едни со други. Се доека државата не почне да рчка, да фаќа во првата плоча од законот, каде што не би требало, нема право, едноставно ги надминува своите ингеренции со тоа. Оние што ги држат Божите заповеди во законодавните тела и во судските сали ќе бидат лажно представени и осудени. На нивните зборови ќе им се даде лажна смисла, а на нивните постапки ќе им бидат припишани најлоши побуди. Можно ли е вакво сценарио? Меѓутоа ние, без оглед на тоа во кој сценарио ќе биде секој од нас, што секој од нас ќе го задеси, не треба воопшто да страхуваме, затоа што не прочитавме, меѓутоа самите знаеме што се случува во Данијел 3 глава. Дали загинале оние кои што верно му служеле на Господи и не се поклониле пред иконата, екипот на Навуходоносор. Не, него Господ така славно ги избавил. Па дури Навуходоносор да биде осведочен и цела нација за големината на Господа. Во 6 глава Данијел, дали Данијел го изале лавовите? Се сеќавам една проповед, ја слушав, некој протестант беше, вика, не току му послужиле како јасточе лавовите. Мирно си одспал таа вечер, а гладни лавови. Колко е силен нашиот Бог. Значи, Господ ќе се подигне, или како што вели во Данијел 12 глава, читаме Данијел 12 глава, во она време ќе стане Михаил големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво немаше откако се луѓето до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ. Значи, ќе има страдање, ќе има маки, меѓутоа Михаил ќе се подигне и ќе го спаси својот народ. Сите кои што ќе се најдат запишани во книгата. Тогаш ќе се разбудат мнозина кои спија во земниот прав. Значи, овој вториот стих само покажува, не мора да очитаме, дека станува збор за последното време. Вториот стих кажува дека тоа последното време, кога Господ ќе стане, и Господ веќе нема да трпи, и ќе го избави својот народ. Нема што да се плашиме, но нема ни причина да не веруваме во она што е запишено во оваа отворена и откриена книга, наречена Откровение, затоа што колку и да не изгледаат настаните денеска, во тој прилог сепак се одвива и тече токму во тој правец, како што е запишано, како што е проречено. Наше е да ние останеме верни до крајот. Знаете, кога само да прочитаме во Марко 6 глава еден настан, кој што е паралела со она што ќе се случува во скорешна иднина. Што имаме во Марко 6 глава од 17 стих? Овде имаме опишена смртта на Јован Крстител. Како загинал Јован Крстител? Знаете дека бил уапсен од Ирод. Еве ќе читаме од 17 стих. Имено Ирод испрати и го фати Јована и го врзаа во темница заради Иродијада, жената на брата му Филипа. Знаете дека не смел, Јован Крстител го прекорил Ирода, да не ја зима за жена, затоа што е жена неговиот брат. Меѓутоа, затоа тој ќе го фрли во темница, во затвор заради својата жена Иродијада. И што се случува? 18 стих не го читаме, го кажав тоа, а Иродијада беше озлобена на него и сакаше да го убие, но не можеше. Зошто не можеше? Заради државната власт. Сега, да направиме вака паралела, дека жената овде е црква, Ирод е државната власт, и сега црквата е спречена да го екзекутира својот противник, оној кој што многу лае, многу му збори устата во овој случај. Зашто Ирод се плашеше од Јована, значи сепак Ирод
имал некоја грижа на совест, знаејќи дека е човек праведен и свет и го пазеше, и кога го слушаше се збунуваше многу. Па нормално човек со грижа на совест, кога слуша вистина, и реално е и нормално да се збуни малку, да му се смути во умот. Но сепак го слушаше со задоволство. Но сепак му било и задоволство да го слуша. И кога дојде погоден ден, сега се случува погоден ден, кога Ирод слави роден ден, им даде вечера на своите кнезови, на војводите и на галилејските прваци. Влезе Ирод и ината керка и поигра и им угоди на Ирода и на прилегнатите со него, и царот и рече на девојката. Ирод, државникот, веројатно добро се натрскал. Затоа што да му ветиш на некого дека ќе му дадеш половина од своето царство, од се што имаш, веројатно не си трезен. Толку нешто се случува со твојот ум. И сега подсетите се само, државниците денеска блудствуваат со блудницата, се напојуваат од незиното вино, пијани се, не знаат што прават. Затоа ќе бидат донесени такви закони, затоа ќе се повтори таа слика од средниот век. Ке избезумат буквално. И што се случува? Ирод и вели на девојката: побарај од мене што сакаш ке ти дадам. И се заколна дури. Што и да побараш од мене ке ти дадам до половина од моето царство. А таа излезе и рече на мајка си: што да побарам? Че видите, керката е овде само инструмент на мајката за да си ја оствари своите цели. И таа рече главата на Јован Крстител, нормално, згодна прилика, таман дошла приликата и Иродијада одамна сакала, посекува да Јован Крстител биде погубен. И веднаш откако влезе брзо кај царот, керката незина побара велејки: сакам да ми ја дадеш сега веднаш на послужавник главата на Јована Крстител. И царот многу се натажи, се изненади, но заради заклетвата и оние што седеа со него, не сакаше да ја одбие. И царот веднаш испрати стражари и му наредија да ја донесат неговата глава. И тој отиде и сега внимавајте. Му ја отсече главата во темницата и ја донесе неговата глава на послужавник и ја даде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. Каква сценарио гледаме овде? Во 17 глава Откровение го имаме Вавилон како блудница, ама стои тамо дека има и своји керки, така ли? Денеска не се срами католичката црква да каже дека да ги повика керките своји, токму баш со тој речник, да и се приклучат во едно заедништво. Значи, жената си ги остварува своите намери, своите цели, користејки ја керка си, за да изнуди од државната власт закон, во случајов погубување на Божиот слуга. Ова е сценарио кој што допрва доаѓа. Католичката црква, служејки се преку отпаднатиот протестантизам, кој што навистина далеко е отиден. Денеска да расправате со некој од друга верска деноминација, протестантска, мислам, многу е тешко навистина. Длабоко се навлезени во лажни доктрини, значи опиени си од тоа вавилонско вино и наистина е тешко. И да дојдат во ситуација кога нивните основачи на цркви велеле и покажувале со прст кој е антихристот и што е папството, да денеска не знаат што зборуваат. Буквално се пијани, по тоа познавате дека сте опијани. Не знаат што зборуваат сосема трето. Сосема поинеко од она што тогаш го кажувале нивните основачите на нивните цркви. Што е доказ дека сценарието си тече онака како што се и зацртано. Каде ќе не биде нам местото, ако сме со Господа, тогаш победата е извојувана и сигурна. Не треба ништо се плашиме, затоа што сепак сите конци во своји раци ги има нашиот Бог. Нека му е слава нему. Амин.